10 минути по 8 часот, добро дојдовте назад, веќе 26 целзиусови степени во Скопје, меѓутоа оној real feel, што би се рекло на апликацијата, е околу 30, така ми покажува барем на мене на телефонот, овде пријатно е во студиото и време е за првиот разговор во студио. Е време да ја отвориме и темата на утрово, ќе зборуваме за наследството и што се случува кога е нерешено со години. Дали македонците имаат навика тој проблем или решение да го остават за во последен момент и како тече целата процедура за оставинска постапка? И без да се скараат браќата и сестрите во фамилијата. Ќе прашаме тоа каква е праксата, дали сега тој генерацијски јас веќе или генерацијска траума што би се рекло. Не, тоа е генетика, јас мислам дека тоа е универзален проблем, зборувам за македонците, па ќе ни помогне малку адвокатката, да не ги одгатне прашања. Моза Салтирова утрово со нас. Благодариме за издвоеното време и се надевам дека ќе ги одговориме тие клучни прашања кои што се реално, како што би рекол драги во секое семејство. Добро ни дојдовте. Добро ве најдов, добро утро на вас и на сите гледачи. Иако да имаме едно невообичаено, можеби топло утро, темата уште повеќе ќе ги загрее. Жешка, да, жешка тема. Значи останува актуелна тема и дали ета така да почнеме, колку често во Македонија всушност се остава наследството и препишувањето имот нерешено со години? Да, правно гледано, значи тука имаме едно најважно отстапување можеби во сите рокови каде што како адвокати или како странки секогаш нели се интересираме кој е рокот во кој што можеме да ја поведаме нели одредената постапка за да си го оствариме своето законско право. Кај наследувањето не постои застареност, односно во Македонија реално во принцип некои постапки не се заведуваат со децении оставински, значи 10, 20 и 30 години може да поминат додека се отпочне поведувањето на оставинската постапка. Тука има низа фактори, она кое што, како што и кажавте, нели навреме доколку не биде распределен имотот и дојдеме веќе во момент на оставинска постапка, дел од наследниците починуваат, нив ги наследуваат нели други, генерациите се менуваат и тој генерацијски јас се ствара и станува уште покомплицирано водењето на постапката. Трендот како што гледаме во Македонија во последните децении е и нагло иселување на македонците надвор низ светот, така што тоа ја отежнува исто така нормалното и тековното водење на оставинските постапки, колку и да има лица кои што се тука и ја повеле таа постапка навремено, не може да се обезбедат сите документи од лицата кои што живеат во странство и така што комплексноста е и од техничка природа, меѓутоа и од правната култура, може да кажеме, да. Ова тешко звучи, кога би требало нели да се отпочне целиот тој процес, се чувствува тежина. И сега се чувствува ли промена кај свеста кај нашите граѓани, во свеста кај нашите граѓани кога станува збор за навременото регулирање на овие имотни прашања? Има ли промени? Има ли некаква разлика од кога сте почнувале до денес? Точно, да. Јас во мојата пракса во последните години можам да го забележам тој еден позитивен тренд на како да кажам, зголемување на правната култура и едуцираност на населението, што значи кога имотот навремено се распределува или семено се договара. Ние на правниот факултет имаме предмет кој што го изучуваме семено право. Значи, тоа не е само легалната постапка и правниот начин, туку и формирање на една семејна култура. И секој граѓанин треба да ја поседува таа една семејна култура во рамки на потесното и поширокото семејство, за да не се дојде до конфликт. Да, најтешки се тие делови, каде што луѓе кои што се во најтесниот круг семен, доаѓа момент поради имотот, наследството да очи не сега да се видат. Да, буквално така. Нели? Буквално да бидеме така. најпрецизни. Да, буквално. Меѓутоа, да се навратам на суштината на прашањето, во последните години јас лично забележувам еден позитивен тренд. Имам, мислам, договорите за доживотна издршка постоеле и претходно, тие не може да кажеме се зголемуваат или се намалуваат, пошто тоа е една малку подруга специфична природа на пренесување на имотот. За доживотна издршка, дали е клучен момент за оние кои што оставаат наследство да бидат сигурни всушност дека
ете го оставаат имотот, меѓутоа нема да останат практично на улица. На улица. Јас во пракса сум имала и позитивни и негативни случаи. Не е тоа гаранција, меѓутоа тука е има една интересна нишка која што се одвојува од другиот вид на имот на наследување, односно договорот за доживотна издршка, значи дека лицето кое што е назначено во тој договор како иден собственик, не го има во моментот тој имот, туку ќе стане негов по смртта на оној кој што го дава. Така што има многу специфики. Имотното право кога ќе се зборува на темата имотно право, има премногу специфики, премногу ситни работи и детали кои што не може да кажеме сега за се генерализирано да се зборува, меѓутоа сакав да кажам дека во последните години се забележува трендот и на склучување на тестамент. Така. Сега кога сме кај тоа разбивање на генерацијски трауми и нови навики кои што новите генерации ги воспоставуваат всушност во општеството и секојдневието, постои ли се уште проблем, да го кажеме, во делење на имотот според половата, дали се машки или женски деца? Или веќе тука има навистина напредок во држава? Па не, знаете како, ние сме едно стигматизирано општество кое што некако традиционалните вредности ги доаѓаат на пиедестал над правните правила. Иако по закон во Македонија, значи наследувањето е еднакво помеѓу машките и женските деца, нема разлика. Сега тука е можеби многу важно да напоменеме малку и за постапката, како се поведува оставинската постапка. Значи по закон се мислам имаат еднакво право на наследување и машките и женските. За граѓаните да знаат, пошто тоа можеби е и едно од најклучното прашање како да ја поведат оставинската постапка и каде се поведува. Тоа се едни чести дилеми кои што се јавуваат. Значи во овие постапки не важи местната надлежност, тоа значи онаму каде што оставителот имал последно живеалиште, односно престојувалиште. Не местото каде што настапила смртта, многумина од граѓаните се бунат, нели во внатрешноста низ Македонија, така што надлежен е судот, односно нотарот како повереник на судот. Пред едно 10 години имаме промена во Законот за нотаријатот и адвокатурата е задолжителна, односно адвокатот е задолжителен во постапките, во оставинските постапки, кои што по таа измена можам навистина да кажам дека имаме многу повеќе зголемување и на довербата и на ефикасноста на водење на постапките, поради низа работи кои што и претходно, да кажам, се случува како нејасноти на граѓаните кои што самостојно одеа и ги водеа тие оставински постапки. Знаете, тука има многу разлика кога кажуваме машко и женско. Сестрата, например, се откажува во име на братот. Сега знаете ли колку проблеми се случуваа во пракса? Значи, друго е да се даде негативна наследничка изјава и да се каже се откажувам, нели, од наследството. Меѓутоа, поради неправна едуцираност на населението, например, ќе се каже се откажувам во име на мојот брат или на некое трето лице. Во ваквиот вид на решение кога се носеше, стануваат многу големи даночни импликации. Значи, кога ќе се донесе решение за наследство, имаме ние, нели, согласно законските одредби, се ослободува од данок наследство и подарок. Меѓутоа, кога граѓаните ја дава изјавата се откажувам во корист на тој, тогаш веќе има третман на оданочување како подарок, поради тоа што се смета дека првично се откажал, нели, од својот дел, па го располага со него и го дава како на подарок. Така што она задолжителната обврска на адвокатот во оставинските постапки покажа многу намален тренд на некои видови на ева вака
работи кои што одстапува од правилата и од нормите и така што има значи реално оставински постапки кои што многу ефикасно и брзо се завршуваат, меѓутоа има и некои кои што навистина со години, иако е адвокатот присутен, сакам да кажам, и таа правна помош и сила апсолутно странката ја има, меѓутоа како што кажав, од технички причини или било какви други. Или менталитет, едноставно, еве, да го препишеме некогаш и на менталитет. Апсолутно и тоа е така. Традицијата. Да. Зошто, еве, кои се другите причини зошто ваквите спорови, еве, би рекал, спорови траат со години, зошто се караат нашиве луѓе? Па јас повторно би се вратила на зголемување на семејната култура. Значи, навистина тоа е еден, не е само процес, значи процесот е апсолутно секој кој што е во семејната клетка придонесува. Значи, знаете како порано било во општеството жената дека не треба нели да работи, треба да биде дома, домот да се грижи и така натака, меѓутоа ние со децении го имаме напуштано тој систем, значи не знам и зошто воопшто кога ќе се разговара со постарите генерации ги правиме тие споредби, не може веќе да се прави споредба за време кое што може би години, ако земеме како бројка не е толку далечно, меѓутоа ментално веќе е тотално светот променет од тоа што било пред зборувам како години 20 на 30 во таа временска рамка Што ако не се постигне договор помеѓу нели роднините? Така тука точно, тоа е исто многу интересно, значи како што напоменавме, нотарот како повереник на судот ја води оставинската постапка и сите учесници со адвокатот се на нотар, меѓутоа доколку настане спор од било каков тип, дали е оспорување на тестамент, неговата валидност, дали е зголемување на обем на наследување, дали е честопати во пракса се случува да каже едниот од наследниците јас вложував, правев доградба, купував телевизор, машина и така натака, таа соба е моја, исклучиво, и значи тоа се многу тешки теми искрено кои што исцрпуваат, зашто вие ќе слушнете една серија на настани од раѓањето на прадедото па навака, меѓутоа тука се упатуваат странките во вонпарнична постапка и вонпарничниот оддел ги решаваат тие спорови кои што настануваат во текот на оставинската постапка. И по правосилност на тоа решение од судот, предметот се враќа кај нотарот и продолжува онака како што е решено, да кажеме, во тој дел, во тој обем. Би за кратко, само во една минута пред да го заокружиме разговорот, колку едукацијата е всушност дел од решенијата во оставинските постапки и начинот на кој што всушност ќе се распределува имотот, како граѓаните да бидат поедуцирани и всушност можеби поважно прашање како новите генерации да ги подготви системот едноставно за да бидат и едуцирани, меѓутоа и да се расчистува тој менталитет кој што со години влада. Да. Или колку адвокатот практично може да влијае на... Да, влијаеме, навистина, некогаш и наетот кај нас, мислам, Тоа преска сакам да го кажам, да. И наетот мислам дека преовладува. И не оставаме поради наетот, може би и нашата лична свест повеќе да работи и да можеме потрезвено да размислуваме. Не би рекла дека не знам каква едукација треба кога се работи за нешто кое што е наша клетка, семејството, нешто од каде што е столбот, од каде што ние се градиме и излегуваме нели подобри личности, ако ние не можеме конфликтот дома да го решиме во рамки на најтесниот круг, тогаш тоа може би кажува за нас како човек сега, малку може би филозофски да звучи, меѓутоа во тоа е реалноста, во оваа минута ќе ми дозволите да го искористам и моментот да стане јасно дека не се наследуваат само права, се наследуваат и обврски. Да, така што тоа е исто многу важно, меѓутоа оној кој што наследува во обемот и до рамки на наследениот дел на имотот. Значи, ако оставителот бил должен 50.000 евра,
се наследува 20.000 евра, значи тие 30 нема да се платат од свој джеп. Значи многу пати тоа е една од причината што заблуди кои што да, заблуди. Ми можам благодариме многу што утрово бевте наша гостинка и што навистина одговорите едукативно, меѓутоа и можевме да ве слушаме уште многу, да верувате дека одговори кои што лесно се разбираат и се надевам дека ќе успееме барем дел од навиките да ги смениме долга и широка е оваа тема, па се гледаме сигурно и повторно. Ви благодарам. Да влијаеме. Благодараме за разговорот. Она што следува е да видиме што гледаме на македонската телевизија.